Само момент, да видиме кога ќе почне. Да, значи, јас се извинувам околу техничките проблеми, но очигледно е спремно за втора епизода, мислам, нели? На тој начин ќе почнеме да поделиме сега официјално. Како и да е, за да не ви биде многу долго, ќе може да не гледате во 2 дена, нели, да не биде ептен многу материјал. Како и да е, значи, многу битна работа, она што сакам да го кажам моментално е тоа дека кога се случува да имате монопол на нешто што е иднина во светот, како во таа ситуација каде што имаме железница која што е иднина за тој континент, значи во оваа ситуација ние фактички имаме еден човек или една компанија која што контролира се. И кога вие треба да однесете од источната обала каде што застанах моментално од Њујорк во западната обала во Лос Анџелес, железницата е таа што вие диктира целосно услугата, односно цената. Значи, вие до сега сте носели еден вагон со камење, да речеме, од една до друга страна за $1000. Така, најдеш имате земјотрес во Лос Анџелес, како што спомнавме, каде што сега моментално, овие од источна обала викаат сега ќе направиме еден куп пари. Зошто? Поради тоа што веќе таму немаат ресурси. И најдеш што се случува? Железницата излегува и вика, ние поскапуваме нашата услуга на $30,000 моментално. И сега ти без разлика колку многу ќе ти ја купат циглата таму, целиот профит ти го даваш на железницата. А железницата е толку паметна што нема да ти го земе цел профит. Значи они повторно ќе ти остават доволно за да ти да не престанеш да постоиш, а на крајот од денот ќе го земат целиот оној најдобар дел од профитот и кога ќе престане ситуацијата дека има побарување на западната обала, они едноставно само ќе намалат цената и повторно ќе ти наплатат следниот пат кога веќе нема потреба од камења, $1000 по вагон. И сега што е поентата што сакам да направам од сето ова? Значи они сватиле кој е тој клучен момент кој што нема да може никој да ги победи доколку го има. Во оваа ситуација, значи тоа што моментално полека институциите го сваќаат е дека ако не можеш да ги победиш, придружи им се. Односно, ако они успеат да купат што може поголем дел од саплајот на Ethereum, на Bitcoin, на што и да е, утре ќе може да ви го продадат по нивна цена. И кога ќе имате општество кое што ќе се базира на блокчейн, а полека се движиме таму, значи ќе дојде ситуација во која што тие што биле паметни и купиле на време и го виделе тоа дека доаѓа, ќе бидат оние кои што ќе ви продаваат вас затоа што они имаат, а вие немате. Вие сте биле касно. Повторно, не можам ја да гарантирам дека исклучиво блокчейн ќе биде иднината. Но ако лоцирате дел од вашиот капитал во блокчейн, ризикот дека ќе промашите дел од профитот во некој друг е многу помал од ризикот дека ќе промашите огромен профит во технологија која што само што не дошла да биде да речем искористената во светот. Така да ако вие ставите сега моментално пари во хартија од вредност, ставиле или не, тој пазар е многу одамна. Значи таму веќе се на некој начин веќе поставено. Во оваа ситуација кога ставате, извини? Испумпано, викам, тоа е одамна. Кога ставате во блокчейн, вие се ставате во ситуација да бидете тие пионири во Америка што инвестирале во технологија. Во тоа време некој ако речел, абе, какви локомотиви, гледа индијанци има на среден континент, која пруга, кои глупости, истото што моментално го кажуваат. Абе, какви онлайн пари не ми кажу глупости, што е тоа без веза? Значи истата ситуација е. Значи мора да гледаш малку подалеку од носот. И повторно не викаме сега земете вие пројдете куќата и ставете у крипто. Алоцирајте колку што може да изгубите, затоа што може многу повеќе да добиете отколку тоа што сте го изгубиле. Па сега нели, секој останува риск менеджмент. FTX за повеќе информации. Мислам дека доволно ги учиме да бидат одговорни како инвеститори, тоа ни е целта, значи убаво кажа. Затоа не се влага со илјадници, со милиони, се влага постепено, помалце. И тоа се пари што си спремен секогаш да ги изгубиш, што ги вложуваш. Сега колку и да звучи ова луцидно, апсурдно, не знам, ќе каже некој, па зашто вложуваш после ова, она, нели е глупо тоа? Не е глупо. Затоа постојат стратегии, затоа постои портфолио, менеджмент, све се тоа посебни гранки во економијата што се имаат предмет на изучување. Еве, зашто Антонио има вака портфолио направено? Јас во иднина, добро што ме потсети, истово ќе го направам за мои коини со точен процент колку каде имам вложено. И ќе можете да видите. И како понатаму планирам секако колку ми се во стейблкоин, буквално кој вид е на проектот, исто кој што има направено Антонио, ако може ќе му го поземам и Excel, че добро изгледа. Така да,
ќе ми одземе време. Од Excel Ќе ми намали чартови време. со, нели, ме разбираш, ова што е фактички од CoinGecko, за чисто да видат каков процент имам од шоу портфолиото. Идејата што е, значи ја тоа што постојано кажувам, во секој дел, во зависност во кој циклус се ногаме, треба поинаку да се поставите, тоа што никога ви кажуваш. Значи, има луѓе што никогаш не ги вадат своите средства во да речем во долари. Значи има луѓе што постојано држат, да речеме, на крајот од циклусот се претвараат во биткоин и го оставаат. На почетокот од циклусот го менуваат од биткоин, да речеме етериум во други, затоа што ќе има многу поголем профит, затоа што во бул маркетот знаете и сами. Значи за да добиете дупло моментално на инвестиција во биткоин, фактички маркет капот на биткоин треба да се дуплира. Така, само видам каде ми е CoinGecko, ми снема поради некоја причина, добро како и да е. Значи истата ситуација е сега, тоа е тоа што ние моментално се удираме да ви покажеме. Чување на биткоин, тоа е моментално 300 билиони, истиот треба да стане 600 билиони за вие да добиете дупло на вашата инвестиција. Така, но за разлика од тоа ако моментално имате Ripple кој што има 17, потребно вие да имате 34 за да добиете дупло. И нормално како одиме надоле, колку е помал маркет капот, толку полесно треба само да се дуплира за вие да добиете дупло на вашата оваква инвестиција. Но тоа се прави во понатамошниот дел од овој циклус, затоа што моментално овие помали па имаат и многу поголем ризик да дојдете до нула. Значи не можете да знаете затоа што колку и да е добар проектот, едноставно некогаш не е до него. Во ситуацијата баш ќе спомнам тоа што го разговаравме за самиот ICP. Значи ICP без разлика колку е добар проектот, очигледно, нели? Има доста луѓе што испаѓаат и што велат дека навистина има вредност самиот, значи се труди да го смени вториот, значи фактички да влеземе во следниот чекор на интернет, нели? Потегна ICP-то така. Сега, ворете сето тоа. Но за жал, доволно е еден лош актер како FTX, кој што е доволно моќен на пазарот, да ја урне целата вредност него и моментално целиот пазар е исплашен да купи ICP. Така. Но за тоа постои риск менеджмент. Значи вие треба да го поделите вашето портфолио на различни коини. Во случајов јас имам премногу алоцирано на смарт контракти. И јасно ми е тоа. Но за жал моментално не постојат DeFi проекти у топ 10, не постојат гейминг у топ 10, не постои Metaverse, Oracle, што и да е во топ 10. И затоа немам друг избор. Така. Затоа морам вака да алоцирам, затоа што се ногаме во многу нестабилен дел од bear маркетот, кој што можеби ќе продолжи поради моменталната криза. И не можеме да бидеме сигурни никогаш. Но според се што гледаме, мислиме дека сме многу блиску до дното и дека следниот чекор ќе биде буквално тоа што го разговаравме. Сите овие проекти кои што моментално ме прашувате, дали е Zilliqa, дали е не знам што, ќе бидат обработени кога ќе влеземе во следниот дел од бул маркетот, затоа сега се и јас и Никола се фокусираме повеќе на едукација. Каде што треба да научите основни работи, како чартинг, како да како да најдете добар проект, значи буквално се. Додека кога ќе дојде они луѓе во немаат основна финансиска писменост, ја пак ќе додам тука ќе кажам, пример колата ја сметаат за инвестиција. Јас се возам во автобус, ги слушам што зборат луѓето, од што толку тапа ми паѓа, ме јаде тук срам, не сакам да им се убацам у муавет, ме разбира, значи си прават некои рекла, казала, муабет и некој што кажал, што чуле на вести. Еве сега баш ќе направам една паралела, дур седам дома, дур сум болен, 2-3 дена пред телевизор, иначе не гледам телевизија. Абе сикам, како име на луѓе во секој ден истово да го прават, абе ќе отупат, бе, човек пред телевизор секој ден. Го осетив тоа како ми опаѓа капацитетот на мозокот, не знам како го опишам тоа, значи сеам пред телевизор и се зомбирам, човече, ама ептен дека бе болен и ради тоа, значи основни работи не знаат да поделат средства со обврски, asset, liability, значи, а камоли чартинг што викаш све тоа, значи многу работа имаме. Не само ние и луѓето, значи не се изземам, сите мораме, значи да се посветиме на писменоста како финансиска, така и дигитална. Другото ќе дојде. Значи, другото ќе дојде. Поентата е што, значи, вие не може директно да влезете и да станете професионален инвеститор или трейдер. Не постои такво нешто. Проблемот е што многу од луѓето имаат проблем што они ги даваат парите, они радо би ти ги дале парите тебе ако им кажеш што да стават, отколку да седнат сами да научат што да стават или што да купат. Тоа е жалниот дел. Така да, затоа и се фокусираме на едукација, за кога ќе дојде моментот да влеземе во следниот бул маркет, официјално кога ќе го оформиме биткоин-ното, ќе можеме да работиме на тоа кои се потенцијални проекти и зошто.
Сега чисто да поразговараме околу тоа, нели, пошто многу се здржиме на генерален разговор, значи ние спомнавме и неколку други проекти. Така, со тоа што само на кратко сакам да кажам, значи моментално у овој дел од bear маркетот битно е да имате што правите со овие коини, зошто ги држите, така? Значи потенцијал, некое да речем второстепено дејство што овој коин може да ви го дава. На пример, јас моментално поседувам голема количина на Polkadot, како што може да видите во моето портфолио, така? Значи поседувам негде околу 13, сега мислам дека и малку повеќе со оглед на фактот дека варираат цените, каде што Polkadot фактички го користам со цел да учествувам на аукциите. Значи знаете и сами дека Polkadot поседува 100 слота, значи за разлика од другите екосистеми, Polkadot поседува само 100 слотови во кои што имате аукции, каде што секој од овие треба да даде, значи јас треба во име на проект да гласам со заклучување на дел од моите DOT токени и на тој начин фактички тој проект што ќе добие највеќе, гледате во оваа ситуација, што ќе добие највеќе поени, ќе добие место во кое што фактички он за 2 години има закупено место да биде дел од тој екосистем. Значи DOT самиот по себе, Polkadot представува Layer 0 солуција која што ќе даде огромен бекап на сите овие проекти. Така, со тоа што имаат, значи, круг од 100 проекти кои што се interchangeable, така, intercompatible. Значи они може од било кој проект да пренесуваат било каков тип на капитал и сите токени кои што ги имате овдека, сите овие 100 различни проекти кои што имаат своји токени, се interchangeable. Значи може буквално секој во секој да пренесува. Ме разбирате, не се потребни мостови како што е на пример тоа потребно кога треба да промените нешто од Ethereum во Bitcoin. Ме разбирате, слично. Значи идејата е што јас моментално со оглед на фактот дека гледајте, веќе сме моментално на 30, која сме моментално? 30 само да видам. 35-та. Значи 35-та аукција од 100. Јас моментално у поголемиот дел од нив веќе поседувам фактички, значи дел од нивните токени. Зошто? Секој оној кој што ќе победи и кој што ќе добие место, ме разбирате како на пример е Oak Network, така, ви дава одредена количина на својот токен за колку DOT сте внеле. Значи ако на пример сте внеле 10 DOT, вие ќе добиете за секој DOT по 75,5 Oak. Со тоа што на крај повторно ќе добиете и вашите DOT назад. После 2 години ги добивате вашите DOT назад и плюс добивате за сите овие што сте успеале да добиете на аукција дел од нивните токени како награда за тоа што вие сте им дале да бидат дел од овој, да речем, круг. Така, сега, интересното е во тоа што за 2 години од моментов кога ние финансираме ќе биде точно во следниот bull market. Така да јас вака или така DOT секако би сакал да имам. А тогаш ќе ги добием назад сите мои DOT токени и дополнително на сето тоа ќе добием еден куп различни проекти и нивни токени кои што некои ќе бидат успешни, некои можеби нема. Но тоа се на некој начин бесплатни токени кои што јас сум ги добил затоа што сум го затворил својот DOT за нивната аукција. Следно кое што го имам е ADA, истата ситуација. ADA моментално прави еден многу интересен момент каде што сега ова е новчаник кој што јас го користам, Eternal. Значи кога имате ADA на Eternal, вие може фактички еден новчаник на ADA да го поделите на 9, на 18 различни новчаници. Со тоа што секој од овие новчаници фактички ќе го ставите во различен пул. И секој од овие пулови, знаете и сами дека ADA работи на стейкинг, со тоа што вие стейкате на одредени пулови и им давате да запишуваат трансакции. Со тоа што многу често овие пулови сами по себе имаат и своји проекти. И кога ваквите проекти фактички работат, они за тоа што вие стейкате во одреден пул од кој што истите работат, вие добивате и ADA награди и добивате плюс награди од самиот проект. Сега, во ред, тоа е на почетна фаза, но знаете и сами оно што постојано го разговараме е дека моментално само каде беше, да. Значи ADA е еден од оние што најбрзо се развива. Колку сакаат дека зборат против ADA, нивни проблем. Јас гледам многу голем потенцијал во нив. И моментално има многу проекти во кои што јас така финансирам, значи јас секако добивам стейкинг на ADA и во било кое време можам да извадам овие волети, а плюс добивам од оние проекти кои што моментално ги имам, нели, во кои што инвестирам во пуловите. Значи тоа е поентата што постојано ви кажувам. Треба да направите ваков тип на истражување да видите што може овој токен да ви даде во текот на bear маркетот што другите не можат. Значи има многу такви. Поентата е вие да ги најдете и да најдете, ама јас ги користам овие затоа што овие ако погледнеме се во топ 10, топ 15 токени. И затоа сум многу посигурен кога го правам ова со нив. Polygon. Polygon моментално е, како што разговаравме, ако се сеќавате, ја направив посебно видео за Matic, за Polygon, најголемата и практично монопол на second layer солуција на Ethereum. Со тоа што истиот моментално има две
кои што официјално работат, тоа се два сайдчейна, и плюс моментално има ZK и Optimistic Rollups кои што ги развива со цел уште толку да помогне на Ethereum да стане побрз, да стане по-scalable, да стане по-ефтин. Проблемот е што колку повеќе се развиваат овие солуции и се приклучуваат на Matic, толку подобар ќе биде Ethereum. Вие имате паралелно движење на Ethereum и Matic со нивната вредност. Затоа што колку подобар е едниот, толку подобар е другиот и обратно. И Matic моментално, па ја не знам голема компанија која што нема соработка со Matic. Starbucks има Odyssey, моментално прават NFTs низ целиот свет. Фактички вие одите во Starbucks во Јапонија, купувате кафе, ви даваат стикер NFT од Јапонија. Одите, не знам, во Тајланд, одите во Јужна Америка, ја верувам дека луѓе ќе одат во држави само да ги соберат овие NFT стикери. После тоа имате, значи нема голема компанија со која што немаат соработка. Беа избрани како топ 6 една единствена блокчейн компанија во Disney. Disney сака да го користи Matic за развивање на Artificial Intelligence на влез во метаверсот. И единствено Matic од 6 компании кои што се земени за оваа цел. Значи, погледнете ја, да речем, видеото што го имам за Matic, може детално видите. Значи, кога ќе ги видите партнерите на Matic во најдлабокиот дел од bear маркетот, замислите што ќе се случува кога ќе влеземе во bull. Значи, затоа, например, тоа се моите токени кои што ја ги поседувам, мислам дека детално го објаснив тоа. Се оставам на Никола ако има нешто да додаде за нив или ако има, мислам дека Атом го спомнава твоето портфолио. Да, имам мал процент. Сега баш ја најдов и сликава дур говореше. Случајно се сетив дека имам профил еден стар на Инстаграм, еден бизнис пејдж што нешто тестирав, правев, не знам, пред година, две, колку поминаа таму, и ми текна дека таму ми е сликата и успеав да вакво. Слободно направиш ја најдам. Го представав. Ево го. Ево. Што вика тука, значи, како да се... Ама, чекај, застани, моментално само јас се гледам. Има принтскрин од мене во бекграунд, така да, де пробај уште еднаш. Мислам дека ќе биде истиот проблем ако се сеќаваш пред... Да, ај сега. Не, се уште се гледам само јавно. Чекај, застани. Направи стоп шер, повторно пушти го ако не. Извинувам околу техничкиве проблеми со Skype-от. Аха, да, јас сум го кликнал грешниот Window, најверојатно и тогаш сум. Мене, да, фактички јас бев на да, тоа е проблемот. Нема везе, не сум видел дека има повеќе Window, се извинувам. Не бе тама. Повеќе прозорци. Да, значи сега го гледаме, добро. Еве сликата, значи овој ми е некој стар профил што сум објавувал постои 2021. Така да, еве, значи да се исправам, 20% се во стейблкоини, тука е Tether, to buy the dips. 5% се само меме коини, односно коини за експериментирање, за брзи пари, тоа што зборам, значи во главата само 5% треба би биде насочено на тоа. Но во bull маркет не сега, не можеш ти да купуваш меме коини у средина на bear. Ме разбираш, тоа што кажеш, да. Тоа ми беше поентата, не треба да мислат уопште на тоа, камоли да влагаат all-in, имаше некои членови нови таму, купиле Shiba, не знам, со stablecoin купил Shiba, бе, оди викам, не ми се прави муавет. Значи, еве, 50% е large cap коини, како што кажавме, со голема пазарна капитализација, 25% mid cap, односно алтови, DeFi, smart contract, сите тука што влагаат. Тоа е тоа, јас од прилика се водам по оваа шема. И постојано гледам да сум точен од прилика со процентиве. Дали од 45 до 55 реков, мидкап од 25 до 35, останатите од 20 до 30 со се тие сите шиткоини што сум зема, ја немам ни 5%, 1% дали имам шиткоини, небитно. Тоа сакав да го кажам, нека не ве лажат да влезете со некои проекти што буквално вчера сте ги чуле, да влезете одма со првите пари на тој проект. Не, значи грешка правите, влезете во large cap-от овде кај 50% прво. Тука акумулирајте. Кога ќе влезете добар дел на средства таму, тек после може да размислувате. И тоа е рано, но откако ќе влезете со некои
којни што имаат голема капитализација, тек после може да мислите што како да правите. Не случајно Антонио има Етериум, јас имам биткоин. Јас верувам дека он во одредено време во иднина ќе акумулира и биткоин. Сигурен сум. Така да на капитал е најдобро, точно, немам ова. Значи луѓето грешат, сега гледаат еден биткоин е 16.000, па јас ако купам ќе имам 0,00. Да, 0,0 ќе имаш, но микроединицата на биткоин е сатоши. Има и лого. Значи, еве го. Сат. Точно. Лого. Тоа е символ, требаше да пишам. Поентата е колку е вредноста, не колку имате. Што викаш ти, ако е 0,00, нема да ве направи побогат. На крајот од денот... Значи, они тука, мислам дека е менталниот склоп што ги буни, сатоши сат символ требаше. Мислам дека ќе излезе. Еве го символот. Значи, ова е символот. Значи, гледајте... Јас сум моментално на квадратчето, ако можеш да трнеш, мислам дека тоа што го гледаш. Да, тоа е малото квадратче. Еве го, значи тоа е символот, значи треба да го акумулирате овој децимал. Значи нека не ве буни тоа дека вие треба да имате еден биткоин за да влезете, не знам што. Не. Еве не мора и одма да купите некој голем кап кој не ве Етериум купете или не знам, било што пак со некоја поголема капитализација, во дадено време вие во иднина можете да го конвертирате, сега не знам, неа отвара странава, значи satsymbol.com, проверете ја, објаснето е таму све детално. Јас мислам дека и Виктор од Админиве ја има шернато во група. Може да има криптокултури Македонија, може таму да проверат. Криптокултура.мк, може и таму да има, може таму да проверат. Он сигурен сум дека како пост во криптовалути групата на Фейс ја има шернато, значи странава. Така да проверете ги тие работи. Еве уште една мала паралела да направам. Моментално имаме 106 милиони луѓе што односно поседувачи на биткоин. Значи, еве, 106 милиони. Што вика тука? 2% од адресите држат 1% или повеќе. Значи, ако го земеме ова, колку луѓе имаат еден биткоин на светско ниво, според сегашнава популација, тоа е не е ни 1%, 0, не знам колку посто имаат еден биткоин. Нека не ве лажат, не гледајте што ви зборат, пак ќе кажам. Не слушајте што ви зборат, гледајте што прават. Многу добро ти беше тоа како поента и постојано се го употребувам. Значи 1 милион, само што не сме пробиле 1 милион новчаници со повеќе од 1 биткоин. 1 милион новчаници. А имаме 8 билиони жители, па сега ви видите. Тоа што постојано кажуваме. Че не сме ни 5-6% од целата популација на светот што некој поседува било каков тип на криптовалута. Не само биткоин, така. Еве страната пак ја споделувам. Buy Bitcoin Worldwide. Абе влезете на странава, излистајте и читете, толку многу информации има тука што ќе ве просветли. И тука еве поентирам со ова последно што го зачував. Ова е од Токен Падок групата на Facebook. Дарко го имаше шернато како споредба на декретниве валути со биткоин и со злато. Значи ова е генијално, јас ќе се потрудам и дури да го преведам ова, и ако не ми замерува Дарко, ќе го ришернам во крипто групава, во криптовалути. Стави посета дека е однив и готово, Токен Падок, стави го символот, не верувам дека има проблем. Така да, овдека во една реченица ги отсликува разликите, што е перфектно нешто. Јас сум сретнал и други слики, но вака најпросто едноставно, значи на Биткоин магазин добри фотки ставаат, таму нека си видат обавезно, и ова е исто така добра слика, му благодарам уште еднаш на Дарко, значи нека си го читнат ова. Еве јас ќе зумирам уште еднаш да не го тупам што се вика, да не преведувам сега, значи разгледајте ја сликава, видете, едуцирајте се, информирајте се. За портфолиото се извинувам, не ми замерувајте што немам направено сега, затоа ја споделив сликава.
да знаете отприлика по што се водам. Со тек на време понатаму се надевам во некој од наредниве подкасти, кога ќе го спремам, ќе ми помогне Антонио, ќе го споделам и моето портфолио. Нема проблем таа работа. Вака, ако може да се вратам на тој, значи вака, ние како канал ветивме доста време дека ќе направиме видео, ама за жал едноставно знаете како не знаеме што да направиме попрво. Значи едноставно има доста материјал, не знам што попрво да направам како видео. И мислам дека беше многу побитно да го направам видеото за дигиталните, значи CBDCs, дигитална идентификација и самиот social score, затоа што истиот е многу пострашен од моменталната ситуација што да купите. И затоа и морав да го направам видео прво. Гениално видео, брат. Гениално, брат. Пак, значи идејата што тоа што постојано го кажам, многу луѓе имаше некои да речем поединци што го спореа сето тоа. Значи јас не ви покажав ништо што јас го измислив. Јас само ви покажав официјални страни на сите тие светски организации како World Trading Organization, како World Economic Forum, како FATF, како останативе. Значи тоа се нивни страни. Јас само ви покажувам што моментално случува, затоа што ја не верувам дека некој од нас сигурно седнал дома и почнал да чита материјали на World Trading Organization или на Светски интернационален монетарен фонд. Никој од нас не го направил тоа. Така, значи тоа е нешто што ни се спрема, а сите треба да бидеме свесни за тоа. Да се вратам на ситуацијата со, значи вака сега. Ќе направам соодветно видео каде што ќе направиме едно комплексно видео во кое што ќе објасниме. Прво, како се наоѓа, да речем, основниот roadmap за еден коин. Така, потоа, како може да утврдите, да речем, која е нивото на децентрализација, кој стои позади него. Значи, буквално ќе направиме се за еден, значи, најдобар пример за тоа би бил, например, Матик, кој што ви образложиме детално да видите какво е, значи, едно истражување за коин, кој што во најмала рака може да го направите пред да одлучите да, ова е коин во кој што јас сакам да ставам капитал. Значи, поентата е што не може само да се водите од тоа дека се наоѓа и топ 15. И Solana се наоѓаше и топ 15. Арно, ама ако не сте прочитале вести за Solana, вие не знаете во што внесувате. Друга многу битна работа. Значи, тоа е една од оние работи за кои што посветив многу време да го направам, а тоа е оваа табела. Значи, и кај мене и на cryptocultura.mk. Може да најдете плейлиста со сите овие различни категории, во кои што за секој има по едно видео објаснето со сите овие, да речам, топ 2, 3, 5 валути, колку ги има, за тоа каде ќе се користи оваа технологија и како се користи до сега. Затоа што не може да се фокусирате само на топ 10. Сега зборуваме кога ќе влеземе во bull market, кога ќе утврдиме биткоин дно. Значи, едно е тоа што го кажа Никола, како треба да ви изгледа структурата на портфолиото. Тоа е многу добро. Кога го споделувате во однос на големината на маркет каповите. Колку ви е повеќе алоцирано во топ маркет капови, толку ви е посигурно. Но има помал, да речем, капацитет за потенцијален профит. И обратно. Значи, колку повеќе го алоцирате во помали маркет капови, имате поголем потенцијал за профит, но и многу поголем ризик да ги изгубите средствата. Значи, мора тоа да ви биде јасно. Зошто велам ја? Значи, првата и основна работа која што нашиот канал ја учи е да го направите ризикот на вашето портфолио да биде според ваш аранжман. Нешто што вие се осеќате соодветно и што осеќате, да речем, комотно да работите. Второ, кога инвестирате, не може да инвестирате само во една сфера, затоа што таа една сфера, ако поради било која причина или отпадне или не работи доволно добро како останатите, вие фактички ќе го гледате целиот криптопазар како напредува, освен тоа во што вие сте финансирани. Така да поради оваа причина, ако имате, да речем, пример Ethereum и ADA, купете Internet of Things, например, VET или HNT или IOTA, па или DeFi, да речеме децентрализирани финансии, Aave, Compound, Maker, Metaverse, Send, Mana Engine, Storage. Еден куп избори има. Да, значи поентата е што затоа има што вели Никола, значи претходно немаше, сега има и материјал. Погледнете кај мене на страната, може да најдете целосна плейлиста каде што еден по еден сите овие потенцијални сектори кои што се развиваат, сами за себе се објаснети со нивните шампиони и што истите, да речем, очекуваме да донесат во следниот bull market. Така да едукацијата, она видео кој што ќе го направиме, ќе се фокусира на тоа. Како детално да направите истражување за еден токен или коин и да видите дали навистина ви одговара да биде во дел од вашето портфолио. И секој од вас не може да копирате нашите. Значи едноставно нема да функционира исто. Зошто? Секој од нас има различни приоритети во животот, различни погледи. За некој, например, е многу побитно децентрализирани финансии. За некој друг е многу побитен метаверс. Значи ја не можам на некој што има 18-19 години да му кажам децентрализирани финансии. Не го интересира, ама него многу повеќе би го интересирал метаверс и гейминг.
Така да ние работиме на сите овие различни категории со цел да добиете соодветна едукација за да се едуцирате кога ќе дојде времето веќе да знаете во што ќе алоцирате. После да не испадне да се вадат, да викаат леле немавме од крај да учиме, нема контент, нема ова, еве има и книга на македонски. Точно, ја напиша Тарко, значи има книга. Имате на YouTube канал Криптогемиџија каде што сите сфери во криптото се опатени, значи само треба да седнете. Ја знам дека етапно ги гледате епизодите, емисиите и не викам ја од одма све да седнете да изгледате, значи постепено почнете, имате еден куп материјал, доста веќе со изговори, доста со вадење, доста со релативизирање. Ја не сакам да се нервирам, ама стварно ме револтира кога се појавуваат ликови луѓе што пробуваат, као демек нашол една информација, не знам, матична карта било, не било дистопија тоа со CBDC-то, матичен број било или не знам, као тој тамуш имаше пишано у преска сликата што ја шернав, 5 месеци бил испод 200 week moving, сега идеме бер. Значи, доста со такви релативизирања, потребни се многу аргументи, не само една реченица. Точно, еден индикатор и тоа е тоа, знам што ќе се случи. Значи, не може веќе така, не може да се нафрламе, или не знам, гледа два индекси, или го гледа само индексов на волатилност, и го споредува со чартот на биткоин и бер имаме. Чи доста веќе со релативизирање, доста со глупоќа. Земете, едуцирајте се, учете. Не сме стигнале ние до овој стадиум сега да се правиме паметни нешто, не, едноставно сме ги добиле информациите пред одреден број на луѓе и пробуваме да помогнеме и останатите луѓе да ги добијат истите информации. Не се правиме паметни, едноставно сакаме да ја дигнеме македонската заедница на ниво со светот. Тоа е тоа. Да, не знам како по-просто. Точно. Нашите подкасти некогаш за жал има многу, да речам, понапредни информации и сега вие доаѓате и очекувате се да разберете. Да, значи не мора да биде само мојот канал, има доста канали таму надвор, така? Но јас се потрудив посебно околу техничката анализа. Јас што бев вака погласен, ама ме револтираат некои вакви моменти, премногу. Значи сите оние кои што ги гледаат овие видеа треба да го разберат ова дека е од едукативен карактер и тоа што моментално го зборуваме е со цел едукативно да им доловиме што им фали, за да можеме да разговараме и понатаму како заедница. Поентава што е? Значи она тоа што јас се обидов да го направам. Јас немам никаков профит од каналот, никаков буквално. И моментално оној огромен материјал кој што го имате е само за да дојде ситуација во која што сите ќе дојдеме на исто ниво, горе-доле, да имаме оприлика слични познавања, со цел да можеме многу подобро да се поставиме во следниот bull market. Постојано го кажувам тоа и постојано ќе го кажувам тоа, затоа што едноставно не е возможно еден човек да следи се. Не е возможно еден човек да ги има сите аргументи, да има секаков тип на техничка анализа направено, да има сите информации, значи и 24/7 да сте пред компјутер ќе испуштите нешто. Но како заедница многу повеќе можеме да постигнеме. И тоа е поентата како на како на криптовалути Македонија, како на мојот канал Криптогемиџија, така и на криптокултура.мк. Да ви помогнеме да го добиете тоа познавање со цел понатаму заедно да продолжиме да градиме. Никој овдека не се прави паметен, на сите главната цел има едукација со цел припремање за следниот bull market. Сега сакам само да одговорам уште ново прашање затоа што тоа само кратко да коментирам. Некои не знам и коментари читав 100% алудира на нас, демек сме се смешкале нешто у ова. Па што сега треба да се зомбираме у подкастов, да не се смееме? Смеењето не е наменето на оние кои што не знаат, да се разбереме. Ние не се ни смееме, туку сме комуницираме у моментот нешто смешно има и ќе се насмееш нормално, значи живи луѓе сме со емоции, значи како да не се насмеам, што треба цело време вака со очите у екранот као зомба. Па позади, како да не се насмееш? Како да не се насмееш? Кога гледаш сме се смееле у подкаст, демек смешки ние сме правеле, за тоа ни биле подкасти, немојте мола. Вака се, ја, значи не сакам да се споредувам со конкуренцијата моја на Балканов, но само вака ќе ви кажам, гледав еден канал во кој што испаја еден човек, наводно еден од тие што се поголеми канали на Балканот, сега нема да кажам кој и како, но во исто време човекот испаја на каналот и вели вака:
Знаете зошто моментално се случува ситуацијата со паѓање на цените? Вика, поради инфлација. А вика, вие сега седнете и погледнете си што представува инфлација. И 40 секунди трае видеото. И сега видео има 17.000 прегледи, ме разбираш? И сега ја, например, направив видео за инфлација. Само за инфлација, за да им објаснам на луѓето што представува инфлација. Значи, 1 сат, преку историски примери, преку чартови, преку не знам што. И дечкото има 17.000 прегледи, а јас имам на тоа видео 300 прегледи. Така, ја не го правам тоа за да имам прегледи. Ја го правам тоа за тоа што многу луѓе не знаат и ќе помогне да научат што понатаму. Проблемот е што на крајот од денот никој не ве тера да не гледате нас. Значи да се разбереме. Вие не сте ни приплатени, ни па сме ви наплатиле членарина, ниту пак го правиме воа поради тоа што не знам ќе направиме милиони на каналот, да се разбереме. Македонски канал не прави $10 у 3 месеци. Че ја ви кажувам отворено како моментално функционира. Ова го правиме со цел како заедница да имаме корист сите, заедно да се поставиме подобро. Тоа е разликата. И сега пак ќе кажам, вие ако имате подобри канали да ги гледате, слободно. Јас гледам канали. Ја гледам канали, например, Бенџамин Коен или Coin Bureau. Тоа има канали иначе што прават кеш, ама за крипто канали се слагам нема. Значи ти си едини, буквално, едини. Тоа е тоа. Тоа е за жал. Значи па ти кажам, тоа е жално. Значи јас немам проблем со конкуренција. Мене би ми било мило, јас немам кого да го викнам на подкаст. Значи тоа е жално во ситуација. Тоа покажува до кое ниво на мизерија е едукативниот сектор за крипто во Македонија, за жал. Ама тоа е реалноста. Затоа да станеме за јас на моментално имам толку луѓе што помагаат во материјата, се разбираме. Значи добивам информации, добивам вести, добивам на дневно ниво пораки од луѓе кои што моментално почнаа да функционираат со мене, да ми праќаат за да можам да ги представам на заедницата. Мене тоа ми беше целта. И се уште, значи се надевам дека само ќе се развива. Ни во еден момент не е наменет каналов ние да ви се смееме за тоа вие колку не знаете или за тоа, значи тама работа и ние не сме знаеле. Никој не се родил со знаење. Јас сум морал да го научам ова. Ми биле потребни 3 години цели да го следам, да учам, да чартам, да купувам, да губам, за да можам да кажам дека од прилика имам познавање на тоа што го зборувам. Буквално исто е. Јас само ќе додам тука уште една мала поента. Значи, до некаде се обидувам и ги разбирам, пробуваме, до некаде ги разбирам луѓе што не сакаат да учат и да се замараат до толку како нели просекот на луѓето. Се такви и до некаде ги сваќам зашо релативизираат, не се замараат со централизација, децентрализација, дали било, дали ќе не контролирале, ќе имало mass surveillance или дали ќе биде све во нивен посед, ги боли уво буквално, значи жално е тоа, значи поише од 80% можам да кажам од луѓето не се замараат за тоа. Јас и со Дарко правев еднашка дискусија имавме во некој од неговиве постови таму групата, го пишав ова. Значи да не ме сваќа погрешно, значи за жал луѓето се, не знам, ми паѓа мака кога го кажувам ова. Такви се, така, значи само право, вака само. Толку нема лево десно. Дали ќе го контролираат, го боли он од денес за утре гледаве друга. Значи, лошо е тоа. Имаме борба со менталитет. Тоа сакав да кажам. Значи, мораме и менталниот склоп прво да го смениме. За да се промениме и како општество, и како индивидуалци, па тек после како колектив. Постепено. Само да го одговорим уште последното прашање пред да завршиме со оглед на фактот дека сме доста време во, нели ова ќе биде 2 епизоди очигледно. Значи вака, има прашање од Бојан Огњановски, вели вака. Објаснете зошто физички лица да купуваат XRP кога технологијата ќе ја користат централните банки, на кој начин ќе се користи коинот. Значи вака, централните банки нема да ја користат технологијата, туку ќе ја искористуваат. Разликата е во тоа што XRP токенот самиот по себе никогаш не бил наменет за ние да го имаме. Тоа е чиста среќа што моментално ние го имаме овој коин, не е токен, коин е, затоа што, значи уште во самиот почеток 2014 година кога започнува овој проект, истиот е наменет и предложен на банките за ова меѓуграничен транспорт на капитал со цел да се намали и трошокот и да се зголеми брзината и администрацијата буквално да се оттргне целата таа администрација која што е потребна за една обична банкарска трансакција од една во друга држава. Значи разликата е во тоа што
во тоа време банките не биле ниту приближно до они кој што крипто, замисли 2014 година. Тоа уште представува пештерска технологија за нив, ме разбирате? Некој дома седат, некој доле у подрум го прават тоа. Како и да е. За да дојде ситуација во која што моментално Ripple има повеќе од 4000 банки партнери кои што само буквално дел од нив го користат, а дел од нив чекаат да се заврши оваа судска одлука. Значи проверете, факт е дека моментално јапонските банки исклучиво со сите филипински банки работат само со Ripple. Проверете, ќе видите. Значи целиот транспорт на капитал помеѓу Јапонија и Филипините се прави преку Ripple, но не преку тоа што го поседуваат Ripple, туку они поседуваат, они фактички ги користат ODL, On Demand Liquidity, пуловите на Ripple, преку кој? Вие од Јапонија праќате йен, кој што влегува во пул од Ripple, фактички вие купувате Ripple, така? За истиот од другата страна да излезе во не знам како се вика моментално во Филипините нивната валута, така? Да речеме филипински долари, не е битно. Значи, вие само го користите ODL пулот, каде што едната банка внесува, а другата банка директно ги изнесува буквално во рок од 5 секунди. Со тоа што во ниеден момент банките не поседуваат XRP, значи тоа е заблуда која што имате не само за Ripple, истото е и за, да речем, Stellar. Идејата е дека вие поседувате дел од токените во овој пул, од кој што вие добивате од staking reward. Се разбираме, че тоа што трансакцијата поминала, вие добивате дел од фито. А банките во ниеден момент ниту сака, ниту ќе користат, ниту ќе поседуваат Ripple. Ниту можат. Да, XRP, тоест. Сега, проблемот е во тоа што моментално Ripple се уште поседува околу 48-49% од целиот XRP во светот. Затоа што идејата на Ripple, како што кажав јас, значи они затоа и цело време толку вака се настроени кон тоа дека сакаат да го користат својот токен за овие масивни трансакции помеѓу огромни институции, без разлика дали се тоа банки, фондови, што и да е. Така да, ќе кажам уште еднаш, идејата на Ripple не е толку што ќе добиете вие награда од овој пул. Идејата на Ripple дека ако Ripple превземе барем 1% од оние 140 трилиони кои што моментално се движат во тек на една година низ SWIFT, само 1% да превземе, ќе порасне цената на самиот Ripple. Значи тоа е тоа што вие уствари го гледате моментално како главен претендент за профит во оваа инвестиција. Okay. Значи кога ќе земете огромен дел од тој капитал за трансакции, автоматски многу ќе го купуваат, значи Ripple, затоа што ќе ви биде потребен едноставно за да го правите тој on demand liquidity. Така да во оваа ситуација, значи се уште 49% е поседувано од XRP од Ripple со причина, затоа што они не сакаат да го дадат потенцијалниот профит што ќе настане доколку ова решение е превземено и користено од банките. И пак ќе кажам на крајот од денот ова е ризик, да, но јас лично мислам дека има многу поголем ризик да го промашам овој потенцијален профит што ќе се случи од ризикот што ќе изгубам колку и да сум внел. Значи тоа мене ми е нешто што можам да го изгубам. Така, значи јас кога гледам кој е потенцијалот на Ripple, многу повеќе се осеќам дека сум во ризик да не финансирам и еден да речам не купив. Од да финансирам и да ги изгубам. Значи ви кажувам, јас утре ќе спијам многу мирно ако имам Ripple и целата оваа иницијатива за Ripple пропадне. Ама вие погледнете сами. ISO 20022 представува водечка криптовалута која што ќе одлучува за останатите криптовалути дали ги исполнуваат овие стандарди. Моментално се дел од не знам колку тимови во светот, водејќи го тимот во Англија за правење на CBDC фунта. Па сега вие видите дали Ripple има потенцијал или не, оставам на вас. Значи, ти благодарам за објаснувањето, значи не сум видел некој вака пластично и конкретно да го објасни Ripple, дури и сметам дека ова требаше да го чујат, сигурно и претходно си објаснал во подкастите, те имам и слушано, но ова беше онака најпластично, најдиректно. И мислам дека тука има заблудата. Јас себе си признам, бев еден од тие што истово го сметам. Зашто го купувам Ripple, кога централниве банки го користат, а нели поентата на криптото е да е децентрализирано. Не, значи не го користат, каже Антонио, го искористуваат. Различно е. Значи, вас не ви интересира децентрализација на крајот на денот. Ќе кажем пак, ние сме толку мали во светот моментално, што треба да гледаме позитивно на тоа дека ќе добиеме профит кој што може да ни го промени животот. Ќе дојде момент кога ќе треба да се бориме против централизација, тоа не е миновно. Проблемот е што во оваа ситуација, посебно ние, малеските рипчиња во Македонија, кои што не опишале од целиот свет,
гледајте го Ripple како потенцијал за профит. Не го гледајте Ripple како сега јас ќе ги финансирам банките. Со кои? Со вашите 100 евра? Со вашите 100 евра ќе ги финансирате банките. Им потреба. Значи без да ме навредам сега, нели ова не е кажано за као денек немате вие пари, тама работа. Јас сум имал многу помалку од 100 евра. Поентата е што гледајте го ова преку призмата на профит. Каналот првенствено е овде да направи, да ви помогне да станете финансиски независен, за после сами да одлучувате што ќе правите со вашиот капитал. Но тоа не може да го направите ако не ставите ризик. Ризикот е право пропорционален со потенцијална добивка. Само што не може, што вика он, влегол у обложувалница и викам, дај стај на прва што пишува на Билтенов, нема ни потреба да гледам што е, ме разбираш, коефициентот е голем. Тоа е поентата, што мора да го намалите ризикот до степен каде што ќе ви биде прифатлив, а да го поставите до степен каде што ќе ви биде прифатливо она што ќе го добиете како профит од таквиот потенцијален ризик. Ризикот е тоа што ќе ви донесе профит во иднина. Само треба да го аналитички поставите во вашето портфолио за вие да ви биде прифатлив. Мислам го одговоривме и последно прашање, така. Точно. Мислам дека е одговорено, така? Да. Последното. Сега вака, јас со оваа мисла сакам да се одјавам, мислам дека и виде на Facebook го споделив, интересно беше видеото, дали си чул за метафората меѓу кравите и биволите? Да. Много е добра, много е добра. Значи, еве јас на македонски ќе го кажам. Доаѓа бура, така. И сега кравиве бегаат од бурата, ама ги стига бурата. И они понатаму бегаат, бурава ги стига. Абе, никако да излезат од бурата. Тоа трае многу подолго него што би требало и ги убива бурава. Тука губат и енергија, и свест, и ориентација, значи све губат. Семејство, све ќе изгубат, тек кога ќе се свестат, ќе биде касно. А шо прави бафалото, односно биволот или волот само, како сакате кажете. Иде на почетокот, ја гледа бурата, иде директно, значи се соочува со бурата. Тоа трае што трае, сваќа дека ќе си оди бурава, заминува бурата, он после ги јаде плодовите, он после има и вода, има мир, има ресурси, енергија, има све. Значи извлечете поука од ова. Така и во денешниот свет, во реалноста, не пробува да не направат такви полтрони, јас викам аморфни маси или не знам амеби, како сакате кажете, робови, све е тоа исто. Значи крави, овци, све. Исто е тоа. Сега одлучете ќе бидете крави, овци или не знам аморфни маси некој таму или ќе бидете биволи или волови, како сакате кажете. На вас останува. Јас се одјавувам со оваа мисла и метафора. Имајте убав остаток од денот и ве поздравувам, останете на каналот на Крипто Гемиџија, се гледаме во некоја наредна епизода. Поздрав од мене. Точно. Ви благодарам уште еднаш за тоа што го гледавте нашиот канал како и секогаш. Нормално ова е уште една од оние епизоди во кои што разговараме за генерални теми кои што ви интересираат. Ќе продолжиме и понатаму. Доколку не се видиме во оваа година, среќна нова на сите, среќна нова 45-та, кај нас дома. И се надевам дека ќе се видиме повторно во следната нормална 2023 година, да се надеваме подобро, иако се најавува рецесија за почеток, но Бафало, ние сме тие, така? Не се откажуваме. Така, ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден. Зини, среќни празници, нека им се да не испадне дека не забораве. Так. Благодарам на сите друштво, имајте добар ден и уживајте во нашите материјали како и секогаш и поздрав од Крипто Гемиџија и од Криптовалути Македонија.